Околу 8 месеци Јовица Тодоров од село Крупиште се грижи за децата на неговиот брат. Брат му починал минатата година, а претходно починала и неговата снаа, па двете деца со посебни потреби биле оставени сами на себе. Тодоров заедно со неговата сопруга ја земаат во свој раце одговорноста за своите внуци, но како што вели тешко е, бидејќи и тие се луѓе со болести и не можат во целост да се грижат за своите внуци. Мојот брат почина, децата останаа на милост и немилост. Значи јас се грижам 8 месеца за нив. Значи не се работа за пари. Работа се ја го изгуби миро. Јас сум оболен човек, шекераш, стени имам оградено. Мојата жена е со висок притисок. А на тие деца и треба нега. Значи со нив треба да има човек што треба да е нон-стоп. Децата не се способни сами ништо да направат. Ниту да јадат, ниту да пијат, ниту да се избањат. Имаат куќа за живење, земаат социјална помош, ама бадијала е кога не можат сами ниту да јадат, ниту да се грижат за себе, вели Тодоров. Потребно е постојано да има човек со нив кој ќе им подготвува храна, ќе им помага и ќе се грижи за нив. Децата имат своја куќа. Своја куќа имат. Ама и треба луѓе. Треба и човек покрај нив. Кој ќе обрќа толку внимание? Еве, ние 7-8 месеца, колку можеме, помагаме. Значи не ги оставаме да останат сами. Ама не можеме више. Јас го изгуби мојот мир у мојата куќа. Значи не знам кога е ден, не знам кога е ноќ. Јас сум вработен, детето е вработен. Жената е со ни нон-стоп. Жената напушти работа ради нив. Да пазарувам нешто, ние тука имаме една продавничка мала. Треба да отидам до града да испазарувам нешто да донесам. И се ми е мислата ќе направат некој пакос. Нек на машкиот земе уклучи електрично. Значи натераме да го исечам кабел. Ќе направи некој пакос, ќе ја запале куќата. Ма ни нивната ќе ја запали и комшиската. Случајот е пријавен и во Центарот за социјални работи Штип. Како што вели Чичкото, бара само сместување и грижа за неговите внуци, да не останат оставени сами на себе. Од социјалното бараме да ги згрижат децата некаде. А они не више лажат 7 месеца. Имат поштено едно барање само. Ништо повише. Од Центарот за социјални работи Штип велат дека се запознаани со случајот и дека подолг временски период работат на истиот. Испратено е барање до регионалниот центар за сместување, ама одговорот бил дека нема слободно место. Ваков центар во источниот дел од државата нема, па мора да се чека слободно место во Велес или Неготино. Од Центарот за социјални работи Штип децидни дека тие ќе го решат случајот, а до тогаш велат одговорноста останува на роднините на децата.